Битолски Пелистер, откако е под водство на новиот тренер Наджишен Сој, стигна до втората победа со минимални 1:0 против екипата на Македонија Ѓорче Петров. Пред почетокот на надпреварот, Пелистер беше носител на фаворитската улога и можеби повеќето очекуваа домакините да стигнат до рутинска победа, но тоа не беше случај попладнево на стадионот под Тумбекафе. Домакините кои излегоа со доста поразличен состав од претходно, со оглед на тоа што не настапија Тодоровски, Фернандо и Степановски, како и Лјамчевски кој остана на клупата. Долго се мачеа против младата и неискусна екипа на Македонија Ѓорче Петров. Првото полувреме речиси не донесе ниту едно возбудување пред головите на Пашовски и Кандикјан. Единствената закана ја упати Миленковски во 27-та минута, кој по една одлична акција на Лукас и Трифуновски со волеј удар биеше високо над голот. Кога се чинеше дека на полувреме ќе се отиде со почетниот резултат, во 42-та минута по одличниот продор на Тошевски од десната страна и упатениот центаршут, најснаодлив пред голот на гостите беше Бујчевски, која смести топката зад грбот на Кандикјан. Токму Бујчевски на самиот старт на второто полувреме имаше прилика да го удвои водството, но неговиот удар беше лесен плен за голманот на гостите. Домакините продолжија со своите напади, па така во 59-та минута се закани и Илиев, кој шутираше од далечина, но Кандикјан со одлична парада ја зачува својата мрежа. По краток период на стагнација во играта и кај двете екипи, повторно Бујчевски се најде во прилика, но биеше само во дирекот од една тешка позиција, иако можеше да ги проигра своите соиграчи во 16-етникот. Гостите првата закана кон голот на Пашовски ја упатија на самиот крај од надпреварот, односно во 89-та минута, кога од 20 на метри биеше Јашаровски, но искусниот битолски голман беше на висина на задачата. Зелено-белите на самиот крај повторно немаа можност да се радуваат на поголема победа. Повторно беше погодена стативата на гостите, овој пат од страна на Трифуновски, кој беше очи во очи со Кандикјан по одличното проигрување од Лјамчевски. Со оглед на тоа што гостите на самиот крај тргнаа на се или ништо, а битолскиот состав имаше можност, уште од многу порано да го реши надпреварот, треба да бидат и повеќе од задоволни со тоа што трите бода останаа во Битола. Зелено-белите се радуваа на нова минимална победа без примен гол и сега се наоѓаат на четвртата позиција на табелата, со бод помалку од третопласираниот Работнички и со само 2 бода негатива во однос на Шкендија, која во моментот е на второто место.